Со одличен број на нови ученици, модернизирани услови и неколку новитети ќе започне учебната година во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров во Кавадарци. Училиштето летниот распуст го искористи за неколку реконструкции, како внатре, така и во дворот на училиштето. Извршено е целосно фарбање и молерисување со промена на бојата на внатрешниот ентериер. Направена е замена на вратите од училниците, променете дел од училишниот инвертар, а во голем дел е уреден и училишниот двор. Таму после изградбата на жардинериите извршено е поплочување со павер елементи, обновени се клупите и замената е старата со нова ограда. Ова се само дел од предвидените активности за создавање на подобри услови, а за истите и оние кои следуваат, директорот на училиштето и наставниот кадар денеска разговараа со градоначалникот Митко Јанчев, кој беше во официјална посета на Ѓорче Петров. Доградбата на неколку училници, промената на кровната конструкција и проблемот со ромското население кое граничи со училиштето беа само дел од темите кои пред Јанчев ги потенцираа професорите. Решение постои за се и ќе се оди чекор по чекор. Ова училиште е можеби и најзначајно за нашиот регион, па така и во иднина согласно планот и приоритетите ќе обезбедиме уште подобри услови за учениците на кои изборот ќе им биде токму ова средно училиште, рече за медиумите градоначалникот Митко Јанчев. Денес го посетивме ова училиште, каде што е од големо значење за општина Кавадарци и треба да бидеме горди што имаме едно вакво стручно училиште од карактер на земјоделие и на шумарство. Ние како општина од ова година така да имаме малку поголем придонес во самото функционирање на училиштето и нормално како општина ќе се заземеме да можеме да помогнеме и на менеджментот, на директорот и на самото училиште да го дигнеме на повисоко ниво. План ни е да ова училиште се развива, после тоа што знаеме дека нашето поднебие и земјоделски и шумарско е многу развиено, така да можеме да направиме подобри услови за работа, да се направат повеќе кабинети, да има функција училиштето во делот на земјоделието претежно. Во моментот од утре натаму со директор сме договорени, ќе биде решен со тоа што ќе направиме комплетно оградување на училиштето и ќе направиме заштита да училиштето и дворот на училиштето бидат максимално заштитени. Така да како институција која што ќе биде оградена и ќе биде во функција е заштитена во делот на она население кое што го имаме тука. Ја не би рекол баш ромско население, би рекол луѓе кои што не придонесуваат за општеството, него напротив го растураат општеството, без разлика од која припадност припаѓа, дали се роми или друго нешто. Ние како општина заедно со полицијата и со граѓанските организации ќе презимаме соодветни мерки и мерки за нивна дислокација во делот на онамо кај што припаѓаат во општеството или нивна социализација во самото општество. Работиме на тој проект, така да мислам дека ќе имаме некој успех, имаме неколку пати разговарано и со нив, начинално се расположени за соработка, а нивното кажување дека немаат они минимални услови за живот, така да еве ние како општина и како општество ќе се потрудиме да ги ставиме во еден социјален ред да може да бидат во подобро. Кровот е застарен, фасадата не е сменета. Ова година во програма тоа не беше влезено, за наредната година се надевам дека директорот ќе направи подобра програма, ние како општина ќе го поддржиме тоа и мислам дека можеме и двете работи да ги завршиме во 2019 година. Од она што е сработено за време на летниот распуст е задоволен и директорот на училиштето Горан Велков, кој патем не се окрива да го искаже и задоволството од одлично поставената уписна политика годинава, која според првиот човек на Средното општинско земјоделско шумарско училиште одскокнува од претходните години и обезбедува одличен број на нови ученици, што воедно значи и работа со полн капацитет и часови за сите наставници. Велков очекува обезбедените стипендии за учениците, новата струка за фармација, но и останатите многу брзо да ги дадат и првите очекувани успеси.